Добар ден. Вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Прв случај на серијски убиец со елементи на фемицид во Македонија. Овчарот од Старо Нагоричан е поврзан со уште 2 убиства и 2 обиди. Се работи за серијски убиец кој што сторил и кривично дело фемицид. 9 пациенти имале непотребни интервенции на срце, покажа извештајот на странските експерти. Податоците ќе се испратат и до обвинителството. Одредени аспекти од третманот и водењето на пациентите биле под очекуваните професионални стандарди. Мојот став за преспанскиот договор останува непроменет, тврди председателката Силјановска Давкова. Јас не сум го променила, туку ги подсетувам на нивната реалност. Опозицијата вели дека ги признала придобивките од договорот. Муцунски ја повика опозицијата на конструктивност за реформската агенда. За Филипче власта е таа на која не ја одговара да стане дел од Европската унија. Повик до опозицијата да ја тргне дневната политика на страна кога станува збор за европската иднина. Не сака Тимчо Муцунски реформи Европа, ниту христијан, ниту бандата. Реформите се викаат уставни измени. Средба Трамп, Джинпинг во Пекинг. Отворени прашањата за Тајван, Иран и трговската војна. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. Истрагата за осомниченото лице од Старо Нагоричане, кое се води како прв серијски убиец на жени во Македонија, открила уште 4 нови кривични дела, 2 убиства и 2 обида за убиство. Од обвинителството соопштија дека станува збор за прв случај на серијски убиец со елементи на фемицид, бидејќи сите жртви биле жени и биле нападнати токму поради нивниот пол. Сања Трајковска-Ставров за ова. Уште 2 жени, чии тела беа ексхумирани, биле жртви на серијскиот убиец од Старо Нагоричане, со што обвинителството собра докази дека овчарот Трајко им пресудил на 4 жени, а 2 се обидел, ама не успеал да ги убие. Обвинителот Љубомир Лапе кажа дека психолошкото вештачење потврдило дека тој точно знаел што прави. Не е непресметлив и нема диагнози. Таргетирал исклучиво жени што упатува на фемицид или родово базирани убиства. Обвинителството привршува со постапките и најавува дека за скоро ќе го поднесе и обвинението, а во меѓувреме овчарот од Старо Нагоричане останува во притвор. Сега севкупно се води истрага за 6 кривични дела, од кои 4 се кривични дела довршени и 2 кривични дела убиство кои што останале во обид. Она што особено би сакал да истакнам е дека колку што ми е мене познато, се работи за прв случај за кој од доказите произлегува дека се работи за серијски убиец кој што сторил и кривично дело фемицид, односно при вршење на родово базирано насилство. Истрагата ќе продолжи. Од обвинителството тврдат дека се проверувале повеќе смртни случаи на повозрасни жени 3 години наназад од истото подрачје, бидејќи се смета дека овчарот оперирал исклучиво во околните села во Старо Нагоричане, каде добро го познавал теренот и имал информации за своите жртви. Првото убиство според сегашните докази го извршил пред Божик, најверојатно на Бадник лани. Втората жена ја таргетирал 5 месеци потоа, а третата се спасила, исто како Росанка, која кога ја посетивме, ни кажа дека ја спасил звукот на комбе што поминало покрај незината куќа, што го исплашило. Последната жртва е она од која почна истрагата, за која веднаш беше утврдено дека е убиена во незиниот дом во Челопек. Досегашните убиства во Старо Нагоричане, освен во Челопек, се потврдени и во Драгоманце, каде што овчарот живеел, а и Клечовце. Според досегашните информации, единствената помлада жртва била 35 годишната Марија. Од МВР, од каде што постапуваат по случајот заедно со обвинителството, велат дека поднеле кривични против двајца мртво проверители од болницата во Куманово, за кои постои сомнение дека веднаш не утврдиле дека сега ексхумираните жени не починале од природна смрт. СВР Куманово до основното јавно обвинителство Куманово поднесе и кривична пријава за сторено кривично дело несовесно вршење на службата
против мртво проверителите МС и ДД од Општа болница Куманово. Од обвинителството велат дека не се исклучува можноста во понатамошната постапка да се утврдува дали овие 4 жени биле единствените негови жртви или има и други. Оттаму кажаа дека досега не успеале да пронајдат докази дека на овчарот некој му помагал и засега се смета дека убиствата ги планирал сам. Странската комисија, која анализираше 13 случаи за непотребни операции на срце во државните и во приватните болници во Македонија, утврди дека кај 9 мина постојат сомнителни наоди, додека кај 4 пациенти констатира дека обезбедениот третман во целина бил медицински соодветен. Деталите за ова ги има Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Кај 9 пациенти не требало да се направат кардиолошки интервенција биле направени, покажа комисијата на доктори од странство, еден од Италија и двајца од Словенија. Министерот ги објасни деловите од извештајот каде објаснува дека, например, наоди во текот на дијагностичката евалуација и тоа, например, несогласување меѓу ангиографските наоди од коронографијата и писмениот извештај, пошто следувало несоодветна индикација за процедурите. Пациентите биле од приватните клиники Жан Митрев, Систина, потоа од клиниката за кардиологија и кардиохирургија, клиничката болница Штип и градската општа болница 8 септември. Документацијата укажува на сомнителни наоди во текот на дијагностичката евалуација, например, несогласување меѓу ангиографски наоди од коронографијата и писмениот извештај, пошто следувало несоодветна индикација за процедурите, било ендоваскуларните или хируршките процедури. Во однос на овие случаи, комисијата оценува дека, цитирам, одредени аспекти од третманот и водењето на пациентите биле под очекуваните професионални стандарди. Претходно извештај направи домашната интерна комисија, која потврди неправилности и побара анализа на 13 случаи. Двата извештаи ќе бидат доставени до јавното обвинителство, до владата, фондот, лекарската комора и државниот санитарен здравствен инспекторат. Кое кривично дело одредува обвинителството и судот, сите го знаеме тоа. Меѓутоа, обвинителството, за да може да спроведе постапка, мора да направи вештачење. Без разлика, овој извештај е материјален доказ, кој што би се употребил во понатамошно вештачење, доколку смета обвинителството дека треба вештачење. Вештачењето е неопходно во секоја постапка. Во иднина, за да нема вакви состојби со скапи интервенции, ќе има посебна комисија во рамките на Центарот за кардиологија, каде се заедно двете клиники за кардиологија и кардиохирургија и ќе одлучуваат за интервенциите и во приватните болници. Извештајот од странските експерти ги потврди изјавите на кардиологот Сашко Кедев, кој јавно проговори дека дел од пациентите кои биле на преглед кај него открил дека им биле направени непотребни тешки кардиоваскуларни операции. По стопирањето на истрагата за мазут за ТЕЦ Неготино и власта и опозицијата бараат оставки од обвинители. СДСМ од Савески, ВМРО ДПМН од Абази. Председателката Гордана Силјановска-Давкова вели дека нејзиниот став за Преспанскиот договор не е променет по обвинувањата од опозицијската СДСМ. Според неа, употребата на придавката македонски за идентитетот и народот не може да се забрани, бидејќи тоа е во самиот договор за кој нагласи дека е реалност. Ивана Стојановска. Мојот став за Преспанскиот договор останува непроменет, но тој веќе е реалност и неговите потписници треба да инсистираат на негово доследно почитување во меѓународното право, посочува председателката Силјановска-Давкова, откако од опозицијската СДСМ обвинија дека таа го променила ставот, обвинувајќи ја и целокупната власт за политичко лицемерие и хипокризија. Силјановска вели дека употребата на придавката македонски во однос на идентитетот и народот не може да се забрани и дека тоа е содржано во самиот Преспански договор. Јас не сум го променила, туку ги подсетувам на нивната реалност. Како тоа тие кои што го подпишале Преспанскиот договор не се повикуваат на него во односите наши со Република Грција?
како тие кога отидоа со преговарачката рамка и со заклучоците, не укажаа тамо дека некој член 7 има тамо, во кој што се вели дека за оваа вторава страна, Македонија, терминот, поимот значи територија, ама и народ со собствена култура, јазик и историја. Опозицијскиот лидер Филипче пак тврди дека претседателката Силјановска признала дека преспанскиот договор го зачувува македонскиот идентитет и дека воопшто не бил предавнички. Вели актуелната власт не само што не се откажала од преспанскиот договор, туку и го признала и побара од премиерот Христијан Мицкоски да им се извини на македонските граѓани за изгубените години на патот кон неу и на оние кои ја напуштиле земјава поради тоа. Гордана Силјановска изјавуваше дека никогаш нема да изговори Северна Македонија. Христијан Мицкоски велеше дека додека е тој ВМРО, преспанскиот договор не е завршена работа. И што сега се случи? Председателката Гордана Силјановска Давкова јавно изјави дека преспанскиот договор го потврдува и зачува македонскиот национален идентитет. Преспанскиот договор нема ништо што го загрозува нашиот национален идентитет. Напротив, го зајакнува. И ние во СДСМ сме горди на тоа, а денес треба да бидат горди сите наши граѓани кои до сега беа лажени. Инаку ставот на претседателката на државата во однос на преспанскиот договор, кој го има истакнато во повеќе наврати, е дека тој е нелегален. Таа во свечената заклетва со која го отпочна незиниот претседателски мандат ја изостави придавката Северна, но подоцна порача дека ќе го почитува преспанскиот договор, но дека ќе го брани незиниот личен став за употреба на името Македонија. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски ја повика опозицијата на консензус за реформската агенда и носење на потребните закони за исплата на средствата за државата во рамки на планот за раст. За лидерот на СДСМ Филипче пак со реформите се доцни, а вистинскиот пат напред е преку уставните измени. За ова Јана Јосифовска. Време е за национален консензус и политичка одговорност. Опозицијата да ги остави дневно политичките препукувања на страна и да ги поддржи клучните реформски закони за ЕУ, повика шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски. Според него потребен е меѓусебен диалог и взаемна почит, а не блокади во институциите и собранието, особено за изборниот законник и правосудните закони, за кои е потребен или консензус или двотретинско мнозинство. За Македонија да може да ги искористи европските пари, за кои земјава според него очекува историски висока исплата на средствата од планот за раст. Сакаме јасно да упатиме повик до опозицијата да ја тргне дневната политика на страна кога станува збор за европската иднина и да покажеме зрелост и конструктивност околу реформите што се клучни за државата. Особено за реформите што се директно поврзани со европската агенда и планот за раст. Пред се, изборниот законник и правосудните реформи. Не може вие секојдневно во форма на политичка парола да зборувате Европа, 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 а кога сте повикани да учествувате во работна група за закон, измени и дополнување на закон кој што Европа го бара од нас, да речете ние го бойкотираме процесот. За разлика од Муцунски, лидерот на СДСМ Филипче смета дека уставните измени се клучот за земјава да продолжи напред по европскиот пат. Тој денеска не одговори конкретно дали СДСМ го прифаќа повикот за консензус од Муцунски за реформските закони и изборниот законник, но упати критики до власта дека го кочи европскиот пат на земјава и нема кредибилитет да ја води државата. Кој Тимчо Муцунски го бара тоа? Тој што беше против преспанскиот договор? Тие што го бойкотира референдумот? Или овој сега што вика дека НАТО е добар? Тој бара реформи Европа, не сака Тимчо Муцунски реформи Европа, ниту Христијан, ниту бандата. Реформите се викаат уставни измени и почеток на преговори и отворање на поглавијата. Тоа е вистинскиот пат напред, нека не мачкаат очи, нека не лажат. И ако не сака, нека си заменат, затоа што ќе одговараат. Министерот Муцунски пак изрази разочарување што главните опозицијски партии кај нас не го осудиле користењето на терминот северномакедонци од неговата бугарска колешка Петрова Чамова пред неколку дена во Брисел, но диалог со Бугарија вели е потребен и покрај вжештената реторика, а како знак на добра волја, кажа дека побарал билатерална средба со незе на состанокот на министри за надворешни работи на земјите членки на НАТО алијансата, што ќе се одржи во Шведска за околу 10 дена. За сега одговор од бугарска страна нема, но е оптимист дека ќе добие позитивен одговор.
Нови обвинувања на релација власт-опозиција за стопирањето на истрагата за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино. Од СДСМ вела дека станува збор за директно политичко влијание меѓу власта и обвинителството. Од ВМРО ДПМН е пак дека тоа било доказ за влијанието на опозицијата врз обвинителството. Маја Стојановска за ова. СДСМ бара оставка од државниот обвинител Ненад Савески, обвинувајќи го дека по телефон примал насоки од премиерот за текот на истраги и предмети. Откако Мицкоски вчера изјави дека телефонски разговарал со Савески за запирањето на истрагата, за набавката на мазут за ТЕЦ Неготино, генералниот секретар на СДСМ Саша Димитриевиќ оценува дека станува збор за директно политичко влијание врз обвинителството и координација меѓу власта и обвинителите. Обвинителот Ненад Савески после овој скандал треба да си даде оставка. Поради сомнеж во независноста во обвинителството, СДСМ не гласаше за него. Тогаш тоа и јавно го кажавме. Сега сите гледаат дека бевме во право. Се што има врска со Мицковски, однапред знаеме дека не е независно. Кој е виновен, нека одговара. Правдата мора да биде еднаква за сите, но не може премиер да се меша во работа на обвинителство и да му дели задачи по телефон. Од ВМРО ДПМН е пак велат дека затворањето на случајот мазут вреден 167 милиони евра било доказ за влијанието на Али Ахмети, Венко Филипче и Зоран Заев врз обвинителството и судството. Владачката партија бара оставка од шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција Ислам Абази, обвинувајќи дека тој носи контраверзни одлуки во полза на СДСМ и ДУИ и дека предметот бил затворен од политички, а не од правни причини. Пред само една година, обвинителството кое го води Ислам Абази побара притвор за 4 лица осомничени во овој случај, затоа што сметаа дека осомничените може да се дадат во бегство или да влијаат врз сведоци во постапката, за денес, година дена подоцна, истите овие обвинители да одлучат дека нема основ да се продолжи овој случај. Оваа контрадикторност од страна на обвинителството кое го води Ислам Абази е само поради лукративно политички основи, а не на правни или обвинителски аргументи. Од кабинетот на Савески посочија дека ова бил прв телефонски разговор со премиерот Мицкоски и тврдат дека во разговорот не станувало збор за детали од конкретен предмет, ниту пак за истрагата за набавката на мазут, туку дека на премиерот единствено му било пренесено само она што веќе било соопштено во јавноста, дека предметот не бил рефериран во Републичкото јавно обвинителство и дека Савески за одлуката дознал дури по нејзиното донесување. Председател на суд земал 8.000 евра мито за да влијае врз судска постапка, соопшти јавното обвинителство. Против него и против судски администратор е отворена истрага и се побарани мерки за обезбедување. Осомничените во периодот од јануари 2023 година до 2025 година заедно со умисла, искористувајќи ја својата службена положба, реално и предпоставено влијание како председател на суд и како судски администратор, барале и примиле парична награда во износ од 8.000 евра, а второ осомничениот износ од 800 евра, со цел да интервенираат кај судија на Основниот суд Гостивар и Советот на судии во Апелацискиот суд Гостивар за извршување службено дејствие, што не би смеело да се изврши, соопшти јавното обвинителство. Месец и половина по кривичната пријава против гувернерот на Народна банка Трајко Славески од СДСМ вела дека се уште немаат информација докаде е постапката во Скопското обвинителство. Пријавата беше поднесена по информацијата дека биле пробиени роковите за избор на нови вице-гувернери, а 2 вице-гувернерки со истечени мандати учествувале во носењето одлуки за монетарната политика. И од СДСМ како поднесувачи се уште нема никаква информација докаде е кривичната пријава која ја поднесоа против гувернерот на НБРМ Трајко Славески во Скопје пред месец и пол, поради сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата, откако претходно Канал 5 обзнани дека се пробиени роковите за назначување на нови вице-гувернери, како и дека 2 вице-гувернерки учествувале во работата на Советот со истечени мандати, надвор од законски предвидениот рок и носеле одлуки за монетарната политика во земјава. Имате ли
информации до каде е кривичната пријава за Трајко Славевски која што е поднесена? Не, нема. Во меѓувреме, додека се чека судбината на кривичната пријава, свиркачи до редакцијата на Канал 5 испрати одлука на управниот одбор на МНАВ со која братот на Трајко Славевски, Сашо Славевски, од обезбедувач бил унапреден како помошник за обука и координација во оделение за воздухопловни информации, односно во сектор за воздухопловна навигација. Во однос на тоа дали имало интервенција од страна на гувернерот во унапредувањето според сомнежите на свиркачот и дали Сашо Славевски ги исполнува условите за работното место, од МНАВ одговорија дека унапредувањето е спроведено законски, но аргументираат и дека Трајко Славевски тогаш не бил гувернер. По повеќе годишен ангажман во друштвото, како и врз основа на покажаните резултати и работен придонес, донесена е одлука за негово унапредување. Во конкретниот случај, целокупната постапка е спроведена согласно важечките законски интерни акти на друштвото. Немало никаква интервенција или влијание од страна на господинот Трајко Славевски во однос на промена на работното место, имајќи предвид дека во наведениот период кога колегата е унапреден, Трајко Славевски не е извршувал функцијата гувернер на Народната банка. Одлуката за промената на работното место на Сашо Славевски стапила на сила на 1.3.2025 година, кога неговиот брат беше председател на Советот на град Скопје, а неколку месеци подоцна стане и гувернер на Народна банка. Од синдикатот на МНАВ пак за Канал 5 посочија дека не се запознаени со овој случај, но велат дека токму поради ваквите дилеми за злоупотреби бараат конечно да се направи соодветна анализа, според која точно ќе се знае кој на кое место може да работи, со што МНАВ конечно има квалитетен кадар на потребните позиции. Случајот со заловениот волк во Скопско Козле го отвори прашањето колку диви животни се чуваат како домашни во Македонија. Дел од невладините велат дека постојано се соочуваат со такви случаи и апелираат до надлежните експресно да постапуваат по пријавите. Тема на Јорданчо Цветановски. Се уште не е познат идентитетот на лицето кое го чувало волкот, кој пред 2 дена се појави во скопската населба Козле, вознемирувајќи ги граѓаните пошто беа алармирани институциите. Според информациите кои ги соопшти од скопската зоолошка, младото животно не било чипирано, но прегледите укажале дека било неухрането и недоволно развиено за својата возраст. Од Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди пак се изненадени како волкот завршил во зоолошка, затоа што според Сдруженијето, зоолошката не смеела да прима животни кои не биле родени во заробеништво. Се зачудив искрено како зоолошка го прими ова животно, бидејќи зоолошка во сите обиди до сега кои што сме ги имале не сме да прима животни што не се родени во заробеништво, кои што не им е познато потеклото. Значи зоолошка исклучиво може да прима животни од други зоолошки резервати или слично. Бошковска раскажува дека низ годините добивале многу пријави за чување и измачување на диви животни, но разожарува според неа бавната реакција на институциите. Апелира државата да преземе соодветни мерки и да изгради центар за рехабилитација на диви животни по примерот на поразвиените земји. Освен мечења сме имале пријави за волци, за лисици исто така. Сега тука и се постапува и не се постапува. Случаевите кога и се постапува, некогаш животното магично го снемува. Сметам дека државата треба да седне да размисли да отвори таков центар, да обучи кадар, бидејќи сега моментално ние немаме ни ветеринари кои што се обучени да работат со диви животни. И конечно да имаме некое место каде што овие животни може да се згрижат. И во минатото во земјата имаше слични случаи на чување на диви животни. Откако луѓе се сликаа со младенчиња од лав и фотографиите ги објавуваа на социјалните мрежи. Тој настан кој пред 5 години ја брануваше јавноста, заврши со приведување на Кобановец против кого беше поднесена кривична пријава. Светскиот гигант во малопродажбата Шпар пристигна во Македонија. Ке има 65 маркети и модерен дистрибутивен центар со инвестиција вредна 43 милиони евра. Од компанијата која е присутна на пазарите во над 50 земји во светот велат дека во земјава ќе понудат европски стандард и висок квалитет на производи по одлични и промотивни цени, а најавуваат и соработка со домашни производители што ќе има директно влијание врз домашната економија. Воедно се предвидуваат и стотици нови работни места. Спар од другите маркети во земјата ќе се разликува по европски стандарди, висок квалитет на производи, голема соработка со домашни производители, високи промотивни активности, значи одличен квалитет на производи за промотивни цени
и висока понуда на свежи производи, европски производи. Ние имаме голем број приватен бренд производи, дел од нив се произведуваат во Македонија, дел се произведуваат надвор од Македонија. Меѓутоа, секако нашата тенденција е значи да создадеме се повеќе приватен бренд производи во Македонија од домашни производители, да ја помогнеме домашната економија. Во нашиот логистички центар кој е планиран да се гради, ќе бидат отворени повеќе од 400 работни места. Меѓутоа, покрај логистичкиот центар, секако дека ќе отвараме и нови маркети, бидејќи дел од планираната инвестиција е и отварање на нови маркети покрај ребрендирање на старите, и секако новите маркети значи ќе помогнат и во отварање на нови работни места. По рекламите гледајте само интервју. Гостин на Гоце Михајловски вечерва е министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Се гледаме во вечерните вести. Пријатно.